Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 18-та седница, на која на дневен ред беа над 50 точки во дневниот ред, заедно со оние кои се донесоа од страна на советниците на лице место, точно 54 точки кои беа предмет на расправа. Најголем дел од материјалите беа посветени на извештаите, односно на програмата за работа на сите средни, односно општински училишта, основни училишта во општина Кавадарци, како и институции од областта на културата, како библиотеката во Кавадарци. Сите беа едногласно усвоени, а за таа цел на седницата присуствуваа директорите на основните, односно средните училишта од општина Кавадарци. Инаку на денешната седница на Советот на општина Кавадарци се расправаше и се гласаше за извештајот за работа на јавното предпријатие Комуналец за периодот од 1.1. до 6. месец 2022 година, донесен од управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец, при што за извештајот за гласа 11, 4 беа против, а 20 советници беа воздржани. Освен тоа едногласно помина извештајот за работа на малите хидроелектрични централи Лукар, Доел 1 Кавадарци за периодот од 1. до 6. месец, донесен од управниот одбор на ова јавно предпријатие на Комуналец. Истиот извештај беше едногласно усвоен, а одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата за вработени во јавното предпријатие Митока Джасили Јасмин во Кавадарци исто така беше донесено, но со 16 гласа за и 1 воздржан. Поголема расправа на денешната седница се водеше околу предлог одлуката за утврдување на износот на надоместокот за трошоци за престој на деца, што паѓа на товар на родители во рамките на јавната општинска установа детска градинка Раде Поцева од Кавадарци. Во дискусијата учествуваа советници на ВМРО ДПМН и советници на СДСМ, секој со својот став. При тоа, на крајот, при самото утврдување на гласањето, односно утврдување на одлуката за износот на надоместокот на трошоците, се донесе одлука за зголемување на износот за надоместок за трошоци за престој на деца на 2000 денари месечно. Ова одлука беше соодветно образложена и од директорот, меѓутоа и од сите советници кои беа вклучени во расправата, а најмногу од се во објаснувањето на зголемувањето на цената за утврдување износот на надоместокот на трошоците за престој на децата даде градоначалникот општина Кавадарци Митко Јанчев, кој меѓу другото во својата дискусија рече. Ја би се навратил малку да образложиме комплетно и во изминативе 4 години и пред вашиот мандат кај советници, а и мојот истошен мандат претходен во делот на градинките. Меѓутоа би се навратил и би кажал и на сегашната состојба во делот на она што значи трошок на градинката и баш на оваа дискусија последна и на советничките и на сите други, сакам бака најобјективно, најкреативно и најразумно да го кажам моето размислување и мислам дека ќе го сватите. Не сме ние општина која што најзагрозена, апсолутно, ама нема да дозволам па да бидеме општина најзагрозена. Целата е да реагираме на време, да не изакумулираме трошкови што нема од кај да ги покриеме и да бидеме со блокирани сметки, како например централната власт што и се блокирани сметките на водостопанство, 3 месеци неземени плати, луѓе кои што штрајкуваат и немат леп дома да однесат, како што ви е блокирана сметката на општа болница Кавадарци и ред други јавни и државни институции кои што ви се блокирани у 21 век. Плата нема земена 3 месеци. Нема да дозволиме тоа Кавадарци да се случи. Второ, да, општината помага на градинките, тука сме сведоци со одлуки на совет и со целокупното залагање. 65 вработени имавме преку општината кои што ги плаќавме. Сега имаме 31 вработен времено преку агенција за времено вработување. Не е точно дека ги решивме сите вработени со блок дотации, а не испадна Министерството во пресред, него тоа е законска обврска на Министерството да ги преземе како блок дотации да ги плаќа тие вработени после синтетизација и подел на отворени градинки. Че подсетам една работа, не бевте активни во тој совет. 2018 година имаше 520 дечиња запишани во градинка и кога одевме во кампања, луѓето не молеа да ги ставиме на список за да го запишеме детево во градинка, а врз основа на тоа да збираме гласови. Не, тоа е надмината работа. Сите дечиња
заклучно со 30 август се упишани во градинка. Во Македонија не постои ни еден град што ги има примерно сите деца. Тоа е град Кавадарци, односно општина Кавадарци. Од 32 паралелки кои што ги има по градинката, сега имаме 51. Со доградбите кои што направивме во Снежана, доградбите во централната градинка, доградбите во Пепето, градинката во Марена, градинката во Возарци, градинката во здравствениот дом, новата градинка која што е изградена на улица Расавска, што помогнала општината. Па во овие сите што ги наброев сега, негде околу 30 милиона денари општината има собствена инвестиција. Нема да мисли дека тоа така никна и се направи од нечии други пари. Значи, општината има собствени инвестиции и во новата градинка. Само по експроприација на земјиште плативме 4,5 милиона денара. Тоа се пари, лучи. Тие пари ги собираме ние од буџетот на општина Кавадарци. Не ги наоѓаме од друго место. Така да општината будно, активно ја следи цела ситуација, инвестира и во фотоволтаици, што е напред сме од сите, и тука е се пофалам вака лично. Сите спијат за таа работа, на крај после немаме електрична енергија. Животот е скап. 1 литро нафта е 90 денара. Отиде се загрижите, па дај да се откажеме од акцизата за нафта, да биде 60 денара, ако не требаат пари на државата. Пари че требаат и парите се неминовна работа за функционирање и на општина или на било која друга институција. Пак ќе потенцирам, нема да дозволам да акумулирам загуби, да дојдеме до ситуација да се блокирана сметка и после тоа да не можат дечињата да бидат сместени во градинка или во основно или средно училиште. Вие треба да размислувате од денеска што ќе правиме ние во месец декември, јануари и февруари. За таму ќе ни требаат пари. И ќе ни требаат дебели пари за да го одржиме основното и средното образование како општина во функција и да биде со физичка настава. Државата не може да ни помогне во целост, сигурен да биете. Така да за таму ќе ни требаат големи пари за да го одржиме наставата во физичка настава, не да отидеме во, не дај Боже, онлайн настава. Би се навратил на градинките и би кажал овака. Јас лично, заедно и со директорот и со целокупното чинители, однегователи, технички персонал, воспитувачи, гарантирам една работа дека нашите градинки ќе работат. Нашите градинки нема да штедат во делот на грејење, нема да штедат во делот на храна, ниту во квантитет, ниту во квалитет. Тука ќе се посветам максимално, да секое дете кое што најмило нешто на светот, биде згрижено соодветно. Има топла просторија, хигиенски услови максимални, има храна соодветна и како што треба да биде на крајот испратена дома кај родителите. Градинките се основен алат за да може едно семејство да функционира нормално и да оде на работа секој еден за да детето биде згрижено. Не е ова социјална категорија или било што. Социјалната категорија која што спомнувате е ослободена од плаќање на надомест во 100% од градинката. И така ќе остане тоа. Социјалната категорија ќе биде ослободена 100% од парципација. Ова не е плаќање на градинка советнички. Ова е парципација во градинката. Градинката едно дете месечно ја кошта од 18 до 21 денари. Има приватни градинки, праште колку пари е да оставиш дете да го гледат у градинка. Значи, ние зимаме 10% само парципација на дете во градинка. 80, односно 90% ги покриваме трошковите за исти деца. Кога се навратиме у делот на направиме анализа и кога што правивме анализата, во делот на квалитетот на храната, сами знаете дека 1 литро млеко сега е 80-90 денари. Јогуртот исто. Месово отиде на 500-600 денари. Маслото, основните продукти се качија со 2 до 3 пати во делот на цената. Така да нема друг начин со ова покачување од некои си 20% до 25%, до 30% е 500 денари месечно. 500 денари месечно, мислам дека не е апсолутно никаков плюс товар или терет, ако во спротива ги покачивме 25% плативе на државната администрација, 25% платите се покачија во јавните институции, 20% се качија плативе во приватниот сектор, а и минималната плата, аз големите е ваш успех на 18.500 денара, така да веќе треба да размислуваме за подигање на плативе, а не да зборуваме за 500 денари трошок месечен.
за парципација на дете во градинка. Квалитетот во градинките ќе биде на уште повисоко ниво. Овие пари нема да придонесат за ние да направиме нешто ново, него да поминеме ова економска, енергетска криза, односно да презимеме. Доколку се стабилизираат цените на пазарот и дојдат во нормала, а знаете која е нормалата на едно семејство, тогаш ние може да размислуваме за било што. Да, точно е, советникот Круме од Левица ја даде иницијативата и многу добро е да збориме така. Ќе ослободиме се. Не ни требаат пари, ќе ги ослободиме сите од плаќање. Супер! А за година дена што правиме после кога ќе фрлаат со дрва и камења по нас? Кога ќе не исклучат струјата? Кога ќе нема плати за вработените? Кога ќе нема пари за храна за децата? Тога ќе им кажеме, луѓе, сега двојно платите. Од тие такви популистички мерки, само еден пример ќе ви кажам, популистички мерки кои се водени 20 години наназад, 20 години, и е пракса да се водат, од фирмите што купуваат струја од државата, енормно ниска цена, бесплатно ако купуваат струјата по 3 денари, државата немаше пари да направи никакви нови инвестиции во енергетиката, сега за тоа е 30 денари киловатот. Ако државата мислеше тогаш и струјата беше 6 денари, секој бизнис сектор и домаќинство тоа ќе го издржаше, не сега да биде 30. Вие сигурно пазарите. Во маркетите се фриждерите исклучени сите. Од најелитните маркети па до очајните. Ние сме у ладна војна, бе. У ладна војна сме, зборуваме за популистички мерки. Апсолутно. Значи, фриждери исклучени, сијалици изгасени. Немојте, дај да видиме реалност. И трето, погрижи се за друга работа. Српските производи, албанските и косовските, на полици се поевтини од македонските производи. Трајно ќе изгубиме економијата, а тога ќе биде уште пострашно. Сите дечиња се запишани во градинка, наредната година пристапуваме со отварање на уште 3 клона, Сопот, Глишич и Дренова, со наши инвестиции. Тоа ќе бидат 3 клона со уште по минимално една паралелка во клон, значи уште 90 дечиња да се згрижат, да немаат луѓето трошкови од Сопот сега да го носи у Кавадарци дете во градинка. Тоа е поголем трошок него да преципира плюс 500 денари. Така да во тој дел јас се согласувам и сум против популистички мерки во делот на носење за доброто на нешто што значи моментално. А долгорочно треба после да бегаме од граѓаните. Немам намера да бегаме од граѓаните, не сме за еден ден, така да на време си ја фаќиме работата како и сите други работи, и фотоволтаици, и комунална изградба, и ова е дел од тоа кој што мораме ние да го парципираме. Доколку имате друг начин, слободно кажете го, ние би го прифатиле. Како да ги покриеме трошковите. Немојте популистички само зошто покачуваме, дај да намалиме цената. Во ред, ајде да намалиме, јасно да намалиме цената. Како ќе ги платиме вработените, како ќе да набавиме храна. Дај ако може да ме раџирате подобро, нема проблем. Директорка, земете дека ме раџираат. Значи, ние кажуваме реалност. Не покачуваме за да превработиме, не покачуваме за да заштедиме на други средства и направиме било што, него секое покачување е неблагодарно, ама на крајот од денот долгорочно обстанокот е најбитен. Не познавам производ и услуга што не е покачена у државата. Имаме генерален проблем со цените. Премиерот вчера имаше излагање за сет на мерки и ги видовме тие сет на мерки кои што, да, може би не се најпопуларни моментот, али веројатно и нашата држава долги нозите колку што може да ни помогне. Ако набавувате струја на отворен пазар 500 евра мегават, тогаш ќе се позамислите малку и ќе видите у која ситуација сме. Ево го советникот Јован, воде фирми над 40 книговодство, нека испадне дека каже дали една од 40 фирми што ги воде остварила добивка за првите 6 месеци или 9. Сите се у минус. А минусот е виќе трајна последица. Така да популистичка мерка не би прифанал
би дал простор да разговараме апсолутно на тој дел и најбитно ми е, пак ќе потенцирам трите работи, секој дете да биде згрижено, соодветно, негувано соодветно, нахрането квалитетно и соодветно и да има услови максимални добри во делот на затоплување, во делот на хигиената и во делот на храната. На граѓаните ќе им помогнеме на друг начин, советнички. За до година, 23-та, ќе ставиме програма, која што верувам ќе подржите и вие, на 300 домаќинства ќе му даеме субвенции по 2000 евра да стават фотоволтаици од по 6 киловати. Државата парципира 1000 евра, ние ќе дадеме уште 2000 евра како општина и они ќе доплатат минимално со 2000 евра и тоа ќе биде пак проект прва општина у државата. Така ќе му помогнем на граѓаните наредните 15 години да плаќаат 30%-40% помалку струја. А нема да вам помогнеме ако му намалим парципацијата. Тоа е популистичка мерка која што нема краен бенефит. А сето друго што може да го помогнеме во делот на производство, во делот на трајна заштита, мислам дека има краен бенефит граѓанинот долгорочно. Така да мислам да не се надмудруваме, да се огледаме реалноста, доколку имате друга идеја како да ги тие средства надополниме и не станува тука збор за енормни средства, меѓутоа средства доволно за да се обстане. Заштедувањето градинките знаеме кај да го направиме, ама ни по една цена не може да го направиме во делот на квалитетот и во делот на условите кои што ги имаат дечињата. Знаете дека има тамо дете од година дена па до 5-6 години кои што си бара своји потреби. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври по предвечерието на големиот македонски празник ви најавуваме голем спектакл во салата Јасмин Кавадарци со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку купи карти за сен из цела Македонија и онлайн. Честит празник, Македонијо! Бензинска пумпа ДМД Оил.